со кус преглед на она што е вест број 1 ова утро, а за жал тоа е разорниот земјотрес во Турција што се случи во текот на ноќта, односно рано изутрината. Земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала утрото во 4 часот и 17 минути по локално време ја погоди југоисточна Турција во близина на границата со Сирија. Бројот на загинати и повредени луѓе постојано се зголемува и веќе се зборува за стотици загинати. Во тек е голема спасувачка операција. Епицентарот на земјотресот бил на далечина на длабочина од 17,9 км во Газиантеп и можел да се почувствува на оддалеченост од 300 км. Земјотресот бил почувствуван во голем дел од земјата, како и во неколку земји во регионот, вклучително и во соседна Сирија. За сега нема информации дали во катастрофалниот земјотрес што утрово ја погоди југоисточна Турција има повредени наши граѓани, но од Министерството за надворешни работи велат дека веднаш стапиле во контакт со амбасадата на Македонија во Анкара и генералниот конзулат во Истанбул, кои се во постојана комуникација со турските надлежни институции. Дипломатско-конзуларните представништва на земјава велат од Министерството за надворешни работи се на 24 часовно располагање за наши државјани за сите евентуални прашања. Од Министерството за надворешни работи објавија и телефонски броеви за контакт од амбасадата во Анкара, конзулатот во Истанбул и СОС телефонот во Скопје. Последните информации во врска со разорниот земјотрес што ги објавува турската новинска агенција Анадолија се дека загинале најмалку 285 луѓе, а 2323 се повредени во вкупно 10 провинции. Урнати се повеќе од 1710 згради. Бројките за турските медиуми ги сподели подпредседателот на државата Фаук Октарај. Во разговор со професорката Драгана Черних, раководител на Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, професорке, не можам да ви речам добро утро после ваков силен потрес во кој има толку многу жртви. Меѓутоа, ете, ве поздравувам од студиото на Телма и ве замолувам за стручен коментар во однос на оние детали што ги подразбира сеизмологијата и природата на овој разорен потрес од 7,8 степени во Турција. Толку силен земјотрес не паметиме во последниве години во регионот. Добро утро од Сеизмолошката обсерваторија. Земјотресот кој што се случи утринава во Турција регистриран од телеметриската сеизмолошка мрежа на нашата држава. Земјотресот беше исклучително силен, катастрофален земјотрес со магнитуда од 7,8 според Рихтеровата скала. Овој земјотрес потекнува од источно-анадолскиот расет, кој што покажува особено висока сеизмичка активност, не само во како што е овој последниот земјотрес, туку и во изминатиот период. Според нашите податоци од 12 век, од 12 век има ваков земјотрес со волкава јачина, потоа имаме во 15 век, во 19 век, значи земјотреси со магнитуда поголема од 7. Додека изминатите 100 години имало неколку земјотреси со магнитуда поголема од 6. А тоа е, значи, пред 3 години, во јануари 2020 година, ваков земјотрес, значи, со магнитуда од 6, кој потекнува од овој источно-анадолски расет. Земјотресите се должат на напрегањата на кои што е изложен овој анадолската плоча, напрегањата кои што потекнуваат од африканската плоча, арабиската плоча и евроазиската тектонска плоча. Земјотресот, како што кажав, катастрофален, исклучително силен, кој што според податоците со кои што располага обсерваторијата до сега, повеќе од 1000 срушени објекти, згради и со стотици жртви. Така, професорке, по ослободувањето на толкаво количество енергија од движењето од сеизмичката активност на овој расет, како што објаснивте, дали се во наредните сати и денови ќе биде само третирано како афтершокови или можни се и нови големи потреси во регионот или во близина? Изминатава недела, значи пред силниот земјотрес, имаше земјотреси кои што се нарекуваат форшокови, земјотреси кои што му претходат на силниот земјотрес, меѓутоа тие беа
некаде со магнитуда од 3 до 4, додека после силниот земјотрес има десетина земјотреси кои што се, значи авторшокови кои што се со магнитуда околу 6, има повеќе магнитуда 5 и за послабите веќе да не зборувам илјадници земјотреси веќе кои што се регистрирани на мрежата. Тоа е нормално да се очекува после еден ваков силен земјотрес. Тоа нели веќе го знаат граѓаните. Каква е опасноста од ослободувањето на тој азиски расат да биде сега прелеана сеизмичката активност на балканскиот, односно средоземноморскиот расат на кој припаѓаме ние, или евентуалната опасност за поголем потрес на балканскиот полуостров? Со оглед, ова ве прашувам, бидејќи рековте дека тие земјотреси од 3 и 4 степени по Рихтер биле најава на овој силен потрес. Во изминатите 2-3 години на Балканот сме сведоци на голем број потреси од таа јачина. Еве ќе потсетам само на оној во Петриња во Хрватска во повеќе наврати, па повторно во Драч во неколку наврати, нели, се тресе регионот подолг период. Една ваша колешка од Србија, сеизмологот Славица Радовановиќ, рече дека Балканот влезе во еден несигурен период од десетина години, период на силни земјотреси, и можно е да се очекува силен потрес и на Балканот во наредната деценија. Што велат вашите анализи? Според истражувањата на сеизмолошката обсерваторија, значи Балканскиот полуостров, каде што припаѓа Македонија, во изминатиот период е променет малку сеизмичкиот режим, има повеќе земјотреси, меѓутоа според податоците со кои што располага обсерваторијата за Македонија, тоа е период од 2000 години, на нашата територија не би се очекувале вакви силни земјотреси со ваква разорна магнитуда. Таков еден земјотрес кој што се има случајно на Балканскиот полуостров е 904 во Пекчево Кресна со магнитуда од 7,5, додека сите други земјотреси кои што се регистрирани на нашата територија се со магнитуда околу 6 и нешто, како на Скопскиот земјотрес, 6,1, Дебарскиот 6,5, во Ландовскиот земјотрес, значи во изминатиот век, да кажеме. Меѓутоа, вакви други силни земјотреси не се очекуваат на територијата на Македонија. Инаку што прашувате вие дали може овие напрегања од Анадолскиот расет да се прелеат на Балканскиот полуостров, тоа не оди баш така, зашто тоа не е брзо. Меѓутоа, секако има некаква временска историја која што за тоа да се прелеат тие напрегања на некоја растојание. Вашата српска колешка која веќе ја споменав, сеизмологот Радовановиќ, спомена дека Балканот е генерално не во опасност, туку подложен на силен потрес во наредните години. Ги спомна како исклучително податни за таков потрес Романија поради близината веројатно на Црното море, а исто така и Хрватска во близина на Јадранот. Што велат вашите анализи? Романија се век по различни земјотреси, значи не се како македонските земјотреси, романските се во главном длабоки земјотреси со длабочина на хипоцентарот од 100-200 километри. Земјотресите кои што се случија во Хрватска е од придвижувањето на Јадранската плоча, каде што во Хрватска имало такви земјотреси во минатото што се со магнитуда околу 6. Како што кажав и во Македонија, тоа е нормално таму каде што имало земјотреси, повторно ќе има земјотреси, меѓутоа не можеме да предвидиме точно во кој период, меѓутоа треба да бидеме спремни, нели, дека на нашата територија може да се случат силни земјотреси. Да, науката вели дека таквите силни потреси се случуваат на овие простори во период помеѓу 80 и 100 години, но не се случува токму на истото место. Тоа е период на повторување. Тоа е период на повторување значи во одредено подрачје има одредена веројатност да се случи земјотрес со одредена јачина. Да кажеме за Скопското епицентрално подрачје, тој период на повторување е 500 години за земјотрес со магнитуда поголема од 6, како што беше нели Скопскиот земјотрес 63-та. Професорке Драгана Черних, ви благодарам многу за ова јавување во утринската програма и за информациите кои ги споделивте со нашите гледачи. Ви благодарам и на вас.
Да, почитувани, вие останете со нас. Продолжуваме натаму со програмата. Претходно да видиме што е најново изјави во врска со земјотресот, а потоа продолжуваат во студиото Ивана и Джина Пападжокси. Sabah saat 04:17 civarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görevlerinin başında. Jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor. اليوم بتاريخ 6/2/2023 استيقظت البلدة على فاجعة كبيرة، هزة أرضية خلفت الكثير من الأضرار المادية وخلفت الكثير من الشهداء في بلدة عزمارين. وصلنا إلى مركز عزمارين أكثر من شهيد، وكما ترون يعني الشهداء كثر.